Добар ден. Урбан Так во точно 14 часот и некои се 7 минути на фреквенцијата на телевизија 21. Симеон Иванов Канго и Адриан Гаджа добија годинава најмногу пари од државните музички субвенции, откако жирито ангажирано од јавниот радиодифузен сервис на МРТВ им одобри по 2 песни од годинишниот конкурс во категорија Звезди, која носи најмногу пари. Песните кои ги сними Канго се насловени како Аманет и Мала тајна, додека Гаджа ќе се истакне со композициите Ни една како тебе и Ми фалиш. Во оваа категорија 4500 евра ќе добија и Гора Шчаповски за песната Река. На Ристо Апостолов од групата Водолија, кој лани беше член на жири комисијата, му се одобрени 2 песни во категорија Врвен изведувач. Кога и како, љубовна песна, исто така ќе добијат по 6000 евра. Дополнително Апостолов ќе добие пари за афирмирање на семејните вредности во општеството и многодетни семејства за песната Топол дом. Меѓу врвните изведувачи се најдоа Елена Георгиева, Мухамед Феерати, Лидија Кочовска, Александар Ристовски принц, Димитар Андоновски, Владко Лозановски, Ставре Ставрев и Арија Бенд. Меѓу музичарите кои годинава беа избрани на конкурсот е и Ѓорги Крстески, кој ќе пее за Македонија во категоријата композиции кои афирмираат историјата на Македонија. Крстески се појавува како автори на 2 други песни кои годинава ќе бидат финансирани од државата. Во категорија Звезди од народната музика годинава се избрани песните на Момо Николовски и Миле Кузмановски. Максим Ристевски е најистакнат во категоријата Детски песни. За 3 избрани композиции ќе добие вкупно 1200 евра од државата. Ланскиот конкурс за државни субвенции измина во доминација на Кристијан Габровски, а остана запаметен и по поплаките на членовите на жирито дека доцна исплатата на нивните хонорари, иако субвенциите биле уредно исплатени. Годишната оваа година жири комисијата е во состав на Томислав Таневски, кој е председател на жири комисијата, Љупчо Стојановски, Методија Автовски, Дејан Ќуричев, Дритон Сулејмани, како и Зоран Трпков и Константин Карев. Одобрени композиции од страна на жирито има изведувачите Мики Секуловски, и тоа 2 композиции, но и Сара Костадиновска, ќе ги имаме, фактички Сара Костадиновска како и Мики Секуловски ќе ги имаме во нашето студио. Веднаш да видиме дали ќе можеме да воспоставиме најпрво врска со Сара Мейс. Ќе почекаме. Само да потенцирам дека Сара Костадиновска, како изведувач на композицијата најсреќна, автор на музиката и текстот, е она, додека автор на аранжман е Бојан Трајковски, продуцент на аудио и визуелни запис е Горила Груп продукција. Да видиме дали ја бараме Сара во моментов, режија. Ве молам да слушнеме дека и звониме моментално на Сара Костадиновска, односно Сара Мейс во студио. Сара, дали се слушаме? Се слушаме. Сара Костадиновска, те вклучуваме во живо во Урбан Так. Кристијан Ландов на телефон на телевизија 21. Како сте? Не очекував дека ќе ме вклучите во живо. Така, секогаш сакаме да изненадуваме, па така и денес. Сара, ти се јавуваме во врска со субвенциите за поддршка на домашното творештво, каде што ти конкретно беше одбиена. Кажи ми твој став, дали е реално, не е реално, како ти се чинат субвенциите? Ма појма немам за тоа, најверојатно знае комисијата која што одлучува таму. Така. Музичарите кои што се ставени дека треба да одлучат. Така, и јас не можам многу добро да те чујам. Добро. Сега ќе те прашам, верувам дека гледачите го слушнаа твојот став, јас ќе го слушнам веднаш после емисијата. Меѓувремено ќе те прашам како ти се чини жири комисијата, дали е компетентна да избира песни, дали не е? Дали се чувствуваш? Ја немам појма кои се во жири комисија, али дефинитивно сметам дека се некомпетентни, пошто тоа се докажало поише изминати кругови на тие субвенции, ником не сум ја упрашање. Многу песни што биле добри и после тоа се докажале како добри, а претходно биле пратени на конкурс не добиле, значи нешто немаат вкус изгледа. Така. Сега бидејќи се одбиена, јас само ќе прашам дали повторно ќе аплицираш, можеби за некоја друга композиција, бидејќи ако не се лажам, 2 композиции твои беа одбиени. 3 мои композиции беа одбиени. Па искрено не знам дали има логика да конкурирам. Ја би сакала и за мене и за сите мои колеги да важи тој конкурс и нормално да се пријавуваме, и ако треба да добиеме, ако не треба да не добиеме, али ова стана циркус голем, така што не знам дали колку има логика, пошто не знам луѓето што се у комисија
од кај се дојдени. Костадиновска, Сара Мејс, ти благодарам за твоето вклучување, ти благодарам што се одзва на нашиот повик. Се гледаме нареден пат во студиото на телевизија 21. Фала ви на вас, чао, поздрав на сите гледачи. Следна телефонска конекција ќе се обидеме да воспоставиме директно со Виктор Апостоловски, исто така одбиен, односно не доби субвенции на конкурсот за поддршка на домашното творештво. Виктор, и тебе изненадно те вклучуваме во Урбанта. Кристијан Ландов на телефон, како си? Одлично, брат. Имаме навика да ти изненадуваме, па така ќе биде и денеска. Денеска нашата тема се субвенции. Аплицираше како изведувач на композицијата Феномен, автор и аранжман на музиката е Зоран Алексиќ, автор на текстот си ти. Сега не доби субвенции, коментар? Па брат, искрено, после ова што го слушнав кој се добил субвенција, песната Феномен е нешто слично како другата во тебе, што значи нешто што веќе донесло некаков успех, не е примено, а е примено нешто како, не знам, Аманет или поема, немам како се вика останатите, стварно е Бите самолил да коментираш само од твој аспект за твоите композиции, за да не навлагаме потесно во композициите на другите изведувачи. Ке те прашам што мислиш, што е пресудно за да добиеш субвенции? Па, не знам, веројатно е пресудно да имаш луѓе во комисија, веројатно немам појма. Обично така да работите во држава, за жал, бидејќи ако беа стручни лица на место таму на комисија. Така? Не зборам за мојата композиција, туку општо знам композиција од други изведувачи кои стварно заслужувале да бидат примени и не биле. Така што не знам кој ги одбира тие работи, ама така, Апостоловски, кратко јасно прашање, дали си обесправен или не? Па, веројатно сум. Ти благодарам на твојот многу краток и јасен одговор. Се гледаме во студиото на телевизија 21. Некој нареден пат. Моментално на следната линија имаме Ива Христовска, која исто така е одбиена за музички субвенции. Не знам дали таа поднела жалба за ова или не. Ива, здраво. Здраво, поздрав на сите во студиото. Така, тебе веќе те ухода од режија, ти кажа дека си во живо, така што немаш проблеми со тоа. Ива Христовска како изведувач на композицијата Секој од нас, автор на музиката, текстот и аранжманот е самата Ива, продуцент на аудио и видео записот е Горила продукција. Исто така, Ива не доби субвенции. What happened? Здраво, па искрено да ви кажам, јас се уште се сметам како недокажан автор, нели сметам дека имам уште многу да се докажувам. И мислам дека само тоа дека се крена целата фама, нели, околу ова нешто е некако неприродно ме доаѓа, нели, уметници, музичари да се надпреваруваат по некој начин меѓу себе. И не знам, сметам дека ова не би требало да биде надпревар, туку би требало да биде слободно изразување на уметникот. И сега Мислиш ли дека со овие добиени субвенции, всушност во Македонија се изрази уметноста која ја поседуваме или пак не? Па не сметам дека се изразува, зашто знаеш како секој автор на песна смета дека или тоа е неговото дете, секој смета дека неговото дете е добро и дека е убаво и сега секој нормално би чувствувал неправедност ако нели неговото дете не победи по некој начин, не знам. И мислам дека немаме право да се буниме зашто не сме влегле во тоа нешто, зашто би било некако се овој доби, јас не добив. Не знам, сметам дека треба жири, не знам која е жирито всушност. Така, Ива, на времето ни е многу кратко, треба да дискутираме и да дебатираме и анализираме во нашето студио. На крај ќе те прашам, од 2013 па се до 2016, тоа се 3 години од кога се субвенционира музиката, односно за домашното творештво, така кажано. Направи ми 3 композиции доколку знаеш кои се субвенционирани, ги знаеш, си ги слушнала и ти се допаѓаат. 3 субвенционирани. Ќе ставиме или ќе кажеш нешто? Затоа што тоа не се зборува јавно за тоа, мислам дека.
Или не се зборува јавно, или не си слушнала ниту една субвенционирана песна, па јас би рекол само дека не ти оставила можеби впечаток. Ива Христовска, ти благодарам за твоето вклучување во Урбан Так. Времето ни е кратко, се гледаме во студиото и со тебе некој од наредните денови. Поздрав. Хвала, поздрав, чао. Одиме со најавниот форшпан, одиме со реклами, се враќаме во студиото број 1, каде што се и нашите денешни гости. Разговараме со Симеон Иванов Канго, Коста Карев и уште двајца гости кои ќе ги дознаете малку подоцна. Композиции во математички формули и коефициенти. Каква е македонската субвенционирана музика? Чека ли естрадата државни пари за создавање музика? По кои критериуми се бираат субвенционираните песни? Анализираме и дебатираме со Коста Карев, член на жири, Симеон Иванов Канго, Панчо ДНК. Среда 14 часот и 5 минути на телевизија 21. Одговори бара Кристијан Ландов во најновиот Урбан Так. Композиции во математички формули и коефициенти. Каква е македонската субвенционирана музика? Чека ли естрадата државни пари за создавање музика? По кои критериуми се бираат субвенционираните песни? Анализираме и дебатираме со Коста Карев, член на жири, Симеон Иванов Канго, Панчо ДНК. Одговори бара Кристијан Ландов во најновиот Урбан Так. Јас сум Каролина Гочева. Да, јас сум DJ Shorty PK Панчо ДНК. Јас сум Илена Ристовска. Јас сум Јуро Жамбазов, а вие гледате емисијата Урбан Так на телевизија 21. Слушнавте на која тема ќе се зборува денеска во нашето студио. Мои денешни гости пред се господинот, веќе добро познат на јавноста, 50 години на естрадата, господинот Симеон Иванов Канго. Како сте? Сполајмо на Бога, одлично. Так, мило ми е. Од мојата друга страна се наоѓа висник, исто така естраден уметник од албанската сцена, кој мислам дека многу добро ќе ни дојде за да ни послужи како споредба да видиме што се случува. Добро дојдовте и за вас. Благодарам, добро ве најдов. И токму тука е членот на жирито, кој ги одбираше последните песни кои ќе бидат субвенционирани, односно ги оценуваше, не може да се каже дека ги избираше. Тоа е господинот Коста Карев, добро дојдовте и за вас. Добро ве најдов. Јас учествував во третиот конкурс минатата година. Квартален конкурс. Да, колку да се знае. Ќе почнеме директно од господинот Канго, како мој прв денешен гостин. Ќе ве прашам, дали е потребно државата воопшто да спонзорира музика? Мислам дека не би требало. Ама понекогаш настануваат така неочекувани општествено-политички, институционални промени, да не речам кога дојде транзицијата наваму, Така? може би се бараше начин како да преживееме. Јас имав привилегија во Титово време, бев Титов пионер, Титов војник, Титов младенец, имав се. Така? Дури со тој пасош патував низ цела Европа, до Лондон спиев Дали на имате Хајд сега, Парк. господине Канго? Сега го немам тој, таа можност ја немам. Но сепак велите дека не треба да се субвенционира. Зошто аплициравте? А живеам од спомените за убавото. Зошто не мора? Оној што сака да створи, ќе најде начин. А потоа се случуваат покрај тоа што сакаме да помогнеме, зашто субвенции почнаат да се дават за стопанство, за земјоделие, Па, за дури и сточарство. за музика. Еве сега и за музика. Не гледам грев во тоа. Така е. Арно, ама некој, колку што сега проценив, толку е лошо да добиеш од некој признание, а не награда. Го Ова сметате не ли е како признание или награда? Субвенциите не се признание, не се награда, него има отворен конкурс. Повелете, аплицирајте. 2 години јас сум член на жири во МТВ Така. за проценување на апликации за субвенции. На крајот ми речат, будало една колега, зошто и ти не аплицираш? Абе, викам, јас отидов во пензија, имам дела. Дали е тоа дозволено со закон, еве кога го не спомнавте? Ем сте биле член на жири, ем аплицирате за субвенции. Што вели законот околу таа точка? Не сум го така проучувал, макар да сум правник, дипломиран, со работен Поради тоа стаж прашувам. 21 година. Поради тоа прашувам. Ама во правото постојат преседани, се вика судски преседан. Понекош учев англиско право, еднаш ако се донесе закон дека кога си жеден можеш да пиеш вода Така. пред телевизија,
тогаш имам привилегија и сите други по мене да пијат вода пред телевизија. Така. Ако сега умира нашето творештво, да му помогнеме да обстани, а не го поставуваме проблемот зошто се дават субвенции. Тоа ни е следното прашање. Но прво да видиме како е од правен аспект, затоа е тука Од господинот. правен аспект, законот го регулира она што ни треба. Сега господинот Коста Карев беше член на жири. Господине Карев, ќе ве прашам што вели законот околу оваа точка, бидејќи вие мора да го знаете целиот за да можете да одбирате, да бирате и да субвенционирате на некој начин. Добро, јас сум уметник, како и останатите членови во сите комисии што беа. Ако сакате точно да знаете како е поставен законот и правните доследности или недоследности, би требало да викнете правник тука. Така, исто така само да потенцирам Го имам читано, го имам лаички проучувано законот така. и можам да кажам од моја гледна точка. Значи, прашањето што го прашавте вие, во однос на тоа дали некој што учествува во комисијата може да испраќа и своји песни како изведувач да конкурира и да добива субвенции, тоа во законот е пропишано и објаснето. Така. Во законот има таков член 18 кој што стои, кој што се вика судир на интереси. Значи, членовите на комисијата пред започнување на постапката за одлучување даваат писмена изјава во која по целосна материјална и морална одговорност изјавуваат дека немаат судир на интереси со поднесените барања, односно дека во конкретниот конкурс не се ниту како изведувачи, не се ниту како автори. Тоа Во значи? конкретниот конкурс. Да скратиме за гледачите ПЦ? Значи дека истиот човек може да биде во комисија само ако нема негови песни од тие од кои што се но избира. збориме за еден квартален циклус. Значи овдека Збориме нема за еден нешто. квартален циклус. Во некој нареден, истиот тој човек може да конкурира и може да добие. Тоа законот го дозволува. Така. Господине Фисник, вас ќе ве прашам како пред се како изведувач на естрадата. Вашиот колега Адриан Гаджа исто така зема субвенции покрај господинот Канго. Дали аплициравте вие? Како ви се чини законов? Мислам дека Не, јас да ви кажам право не сум запознаен, ја мислев за нешто друго. Така. Ќе се збори за ова не сум запознаен и не можам да јас ќе ви кажам дека зборим државата многу. во Македонија така субвенционира Разбрав домашно сега, производство. Да. Нели вие сте дел од ова домашно производство кое се прави овде? Ја мислам дека добро е да се субвенционираат, особено тие што треба да се субвенционираат, пошто сега музичари, пеачи имаш сегде. Треба, мислам, квалитетна музика да се субвенционира. Така. Ама ја мислам овде кај нас, кај како сите работи, не идат според квалитетот, туку идат според познатства. Не знам што законот што кажа, што господин Коста кажа, сега законите ги правиме како што нас не одговара, мислам на некои луѓе. Јас сепак мислам дека е добро да се субвенционира. Јас сум отишол со еден проект еднаш, два пати у Министерство за култура. И епилогот, крајот? Еве, албумот го имам со себе. Јас крајот е ништо. Све ги фрлат у канта, мислам дека има квалитетна музика, староградски народни албански песни, аранжирани добро во блуз стайл. Некои работи уопште не ги гледат, јас ви кажувам право. Значи како ги знам, пошто ние ги знаеме луѓето што се таму. Господине Канго, дали ќе се согласите со ставот на господинот Фисник? Па, јас сметам исто како колегата, дека субвенции постоело од памтивек. Некогаш таквите субвенции ги викале мецена. Значи, ниеден од големите историски творци што создавале, дали сликарство, уметност, опера, имале мецени, а на македонски или на нашенски тоа значи мецени ми помага. Јас имам мецени. Не мора Министерство за култура, ниту МТВ да ме помагат. Зашто јас стварав од себе, вадев од овде, од платата, како правник кога работев, и тогаш бев најплоден. Створив семејство, купив стан, имав Москвич, 7-8 албуми снимав. И тоа ќе соберам од платата 1000 евра или 1000 марки, ќе платам и си снимам 10 numери. Сега имав привилегија. 15 години бев без работа, фрлен на патот, стопирав да преживеам. Ако ме знаат. Го чувствувате ли ова како привилегија? Ова не е привилегија.
Мене ми рекоа Канго, вика, крајно време беше да ти помогнат. Имам 2 албуми, 20 numeri спремни да ги снимам, а немав пари. Сега добив пензија. Сега сум мокен. Мојата пензија е 8200. Така. Јас сум многу мокен. Дали е тоа А моќност? знаете каде е моќта? 8200, дали Моќта е во создавањето, овде е, во духот, овде. Мене не дека ме подпри влада, не дека сум жири комисија. Јас последен во 2 години дадов апликација. Мене ми рекоа будало една, па сите наши колеги аплицират и добиват. Зошто ти не се јавиш? Се извинувам, вие конкуриравте со тој проектот што беше сега комедии. Како? За ова звезди. Аплицирав за звезда. Овој видеоклипот што беше, пошто јас не сум ве знаел. Ја добив. Господинот Канго доби 9000 евра за 2 песни кои се спонсорираат од страна. Да, го видов. Како ви се допадна, ајде да ве прашам? Јас, знаеш, не е културно да давам тоа, знаеш, за мој вкус, пошто јас и рок не слушам уопште не слушам рок, само Елита 5 од албанската естрада што го слушам, пошто и тие, знаеш, се... Добро, албанската естрада и македонската се светлосни години, морам да констатирам. Затоа јас сум, знаеш, малку се нервирам со овие работи, пошто пример во македонскиот дел дават многу пари. Зашто секогаш влегуваме во политика. Мислите дека се врши дискриминација? Многу и тоа. А највеќе се врши дискриминација од албанците што се Еве Адриан Гаджа зема субвенции. Адриан Гаджа зема субвенции. Па еве на него му дават, на мене не ми дават и на многу други. Пошто јас отидов со проект, со добар проект со ова продукција Деа. Така. Тука има некои луѓе што се прават дека се уметници, а врска немаат со уметноста. Ме разбираш, и тоа е голем проблем. Пример, да му даваш 9000, пример, на еден јас ти барам за комплет албум, за еден клип ти барам 1800 евра, значи околу 100.000 денари и не те земат уопште у предвид за 2 години. Тоа е, мислам, чиста дискриминација. Да, извинете, да. Панчо ДНК кој не зема субвенции од четвртиот квартален циклус се уште очекува да добие известување, да го слушнеме неговото мислење за тоа дали е потребно државата да спонсорира, односно да дава субвенции. Па нешто како, реално до сега во колку постоиме повеќе од 20 години као држава, се извинувам, не е лошо дека они субвенционираат, но сите знаеме, сега се деши едно огромно чудо последниве неколку дена. Не треба да се субвенционира се и се што, сепак има некои приоритети, треба да има некоја хиерархија во тоа што се субвенционира. Мислам, поздрав е до Министерството за култура што тоа го прави, порано никој не му текнало, ама треба некако да се направи некој модул да тоа функционира, реков, како што треба. Ова беше изјавата на Панчо ДНК. Јас следното прашање ќе го поставам вака. Господине Канго, сте биле член на жири, верувам дека ја пратите естрадата во Македонија. Дали знаете 3 субвенционирани хитови од изминативе 3 години, бидејќи законот стапи на сила од 2013 година? Дали знаете 3 субвенционирани хитови, кои земале субвенции и станале хитови? Освен вашите, се разбира. Па, да ти кажам, искрен, секогаш сум. Така, дали знаете или не знаете? Вака, следам светска естрада, што се случува во светот. Балканска естрада, X-Production, така. Сите оние телевизии балкански ги следам. А Македонија? Инаку многу скитам и кога седнам дома, гледам на крајот и ги гледам и нашите. Значи, препознавам 2-3 мои колеги. Ќе ни ги кажете ли имињата на композициите да ги знаеме? Например, од Принц има една прекрасна Барбарела. Добро. Таа е субвенционирана. Девојчето седи, тој пее за неја. Ќе ја погледнат на YouTube. Втора песна? Втора песна, например, од Водолија Ристо, мислам дека се викаше. Водолија, името на песната, исто така прекрасна, пее за идеалите на љубовта. Така. Трета? Трета. Има една мала тајна. Тоа е вашата композиција. Да, не мора мојата, ама на таа не добив ич гласови
ич видувања. Зошто? А на ова 50.000 леле, мамо. Што мислите? Дали ги читате коментарите? Првиот Кога сме? ден се чувствував распнат на распети петок, ми ја пушти Така. мојот, како се вика, продуцент. Ми ги пушти, не умеев да ги извадам дури. Утре дента гледам видувања 10.000, 20.000. Така. Леле, додека мојата керка да интервенира, да Ќе ги погледнеме ние. Ајде, молам од режијата лопите со бекграунди да ги погледнеме во студиото. Веднаш позади мене и на екраните. Ги имаме и коментарите, ги извадивме и вашите видувања, да видиме колку е гледана композицијата. Што очекувате да стане ли голем хит? Јас Ќе се никогаш... пеели, ќе се прават ли преработки? Пак ќе бидам искрен. Како рокер, 50 години ќе славам Така. на есен кариера. Од својата прво компонирана песна која има 15 години се вика ако сакаш рок-н-рол, мала дојди. Така да преминеме за Знај, јас те субвенциите. чекам. Имаме Сега. коментарите на вашите композиции. Коментарите се страшни Што и преживе? благодарам. Како Знаете страшни, што велат? во кој контекст? Кој оџа станал ако не го испљукат во родното село? Така. Во Македонија веќе се чувствувам толку испљукан што морам да бегам. А каде? Тесно е. Еве и господинот Коста исто така коментираше на Facebook. Ќе ве прашам, еве не од страна на жири. Имаше тука некои неправди кои ќе ги напоменеме, за кои коментиравте по социјалните мрежи, како и на Facebook. Ваш коментар, ваше согледување од сите тие композиции кои ги имаше на овој конкурс. Дали квалитетот излезе на површина? Добро. Јас прво да кажам нешто за да не заборам Слободно. претходно. Јас кажав дека правник би требало да имаме во студиото. Така, Всушност имаме само да наговестам правник. за моите гледачи дека никој не одговори на нашата покана. Ама ја и Канго бил правник, тоа не сум го знаел. јас. Да. Втора работа во однос на господинот Фисник Кристеми. Значи, вие, господине Фисник, сигурно не сте запознати со овој закон. Не за ова јас И ја... не сте ни конкурирале. Овие песни веќе ви се објавени, со нив не може да конкурирате. Не, сега А ги со некој- објавив јас. Веќе ги имате Ги објавени. објавив и ги финансирав сам, пошто Министерството два пати ме... Јасно. Тоа што Министерството распишува годишен конкурс за проекти од областа на културата, тоа е друг конкурс и ја друга мислев комисија. се разбравме, и пошто друга на комисија, почеток да, кажав за друго се зборува, во јас мислев рамките да... на Министерството е таа комисија. Во рамките на овој закон е предвидено да има соодветна и правечна застапеност и на заедниците. Да. И имаше недостаток на песни на заедниците во конкурсот во кој што Да им јас објаснеме на нашите учествував. гледачи да не изгледа како е разговор исто така. Господинот Фисник ќе ве слуша внимателно. Значи, имаше недостаток на песни, немаше ромски песни воопшто. Имаше една турска песна, имаше една или две албански песни. Значи, има недостаток на песни на заедниците и тоа треба да се поправи. Не знам, можеби има некоја неинформираност во однос на законот и не конкурираат луѓето. Добро. Сега што ме прашавте во однос на квалитетот. Се е субјективно, посебно квалитетот некоја духовна категорија, тоа е субјективно. Сепак бевте член на жири. Во однос на некого нешто е добро, убаво, во однос на некого не е толку Така. добро. Нели? Основните критериуми како треба да се работи во однос на овој конкурс ги дава овој закон. Законот е донесен пред 3 години. Од 11 страни кои ги го регулира Да. целото домашно Само нешто да кажам, извинете господин Повелете. Коста, вие кажувате дека не сме информирани. Тоа е точно, пошто да знаев јас ќе конкурира. Значи нашите што ги водат луѓите таму да работат во овие, има некој албанец што работи овде у комисија? Кој е тој? Во конкретната комисија имаше Дритон Сулемани беше. Да, го знам, еве. Тој треба да ги информира луѓите, нели? Така, за информираноста ќе зборуваме и малку Па подоцна. нормално, ако ние не знаеме како ќе дознам јас дека треба да конкурирам. Тоа право е сте. или тој Дритон кој би било кој им се јава на другарите, им дава субвенции на него. Господин на нив. Канго, ќе ве прашам и вас. Може Ме интересира каков е квалитетот на комисијата, дали ви се допадна, дали сте компетентни да одлучуваат за вашите композиции, како моје прво прашање. И како второ прашање, како е да ве споредуваат со бројки? почетокот Бидејќи сето тоа што го имаше таму, беше бројки, коефициенти, број на испеани песни и така натаму. Ќе ве прашам, како изгледа да ве споредуваат во бројки, а имате кариера од 50 години? Ете, и колегите веќе слушат. Комисијата сметам дека е направена по принципот на случајност и влечење. Дали е така, господине? Да, така.
Второ, кога се собереме, ги гледам моите колеги. Меѓу нив, еден или двајца се рокери, еден или двајца се народњаци, меѓу нив има некои што пишувале музика, некои аранжери, некои продуценти, некои пејачки имиња, со почит. Мислам дека таа комисија е компетентна. Добро. Зошто? Јас никош не знам ноти јас. Значи не сум школуван академски музичар. Ве разбирам. Мене стариот ми рече, заврши правен факултет да имаш една белегзија, а потоа свири гитара, крши глава. Конкурирав колку што пропозициите предвидуваат. И сега сум член на жири. И верувајте, не е лесна работата. Кога ќе дојдат 150 пликоа, во кои треба да преслушаш 150 песни. Јас сам не би можел, ама со помош на заедно даваме вкупна колективна оценка. Така. Потоа ги гледам жиријата на X Factor од USA, ги гледам на X Factor од Србија. Приметувам дека 6 луѓе или 5 кога дават коментар и оценка. И јас и мојата жена која нема веза од музика. Мојата жена нити умее да пее. Арно, ама, викам, ај кажи што мислиш проценка, ке каже оценка на некој што пее. Викам, браво. Значи, и обичен човек, Може да она почне. што е убаво, ке рече убаво е. Сега, вие Ке пред малку цитирам. ме споменавте Ке и за цитирам, те коментарите молам, дека не те се молам. борат. Повелете. Српски ке цитирам, шта е лепо и Богу е драго. А инаку, пошто јас не вредам, не мора да ме почитуват. Ако ме убијат и распнат, верујте ќе ми направат услуга. Конечно ќе бидам среќен. Јас цело време бев несреќен. Повелете, господине. Може ли се осеќам недокажан, па би Да, сакал слободно, да извинете. кажам. Кратко ни е времето, ќе се обидеме со куси коментари да ги објасниме сите прашања. Квалитетот би требало да го селектираме врз основа на тоа што ни го дава законот. А законот има многу недоследности. Повелете за истина. Една недоследност е да речеме тоа што во категоријата звезди кога се конкурира не се испраќа демо снимка. Значи сакам јавноста тоа да го знае дека ние немаме достап до тие снимки што од звездите ги испраќаат. Тоа е оставено на нивно согледување и на нивна одлука. Исто така ние немаме достап до видео продукцијата што они ќе ја направат. Значи и тоа е во законот не е никако регулирано. Ако музиката ја слушаме во демо верзија, видеото не го гледаме, значи било што ќе решат дека треба да се имитува, тоа ќе оди по медиумите. Тоа е недоследност на законот. Тие недоследности на законот би требало, како и во секој закон, да се променат. Значи би требало да се направи закон за промена на овој закон, би требало да има некоја јавна расправа, каде што би се кажале овие аргументи, еве и јас што ги кажувам, и јас би требало да бидам повикан и уште некој кој што е запознаен со членовите на законот, и тие недоследности да се отклонат. Второ решение за овој случај е транспарентноста. Недостига транспарентност на спроведувачот на овој конкурс. Конкурсот го спроведува Македонска радиотелевизија. Македонска радиотелевизија не ги објавува јавно сите документи кои што ги составила комисијата. Дали сте информирани? Дали сте прашале? Затоа што така одлучиле. Затоа што тоа експлицитно законот не го кажува. Да речеме, комисијата кога оценува со бодови од 1 до 10. Така. Тие бодови би требало транспарентно да бидат кажани. Јас во мојот блог ги наведов сите поени. Така, може да го видат може блогот на, гледачите како да беше, само да го цитираме, nemolchi.blog.com. nemolchi.blogspot.com. Така. Ќе го објавиме на нашата фан страница. Многу изведувачи, па малтене и тие што не беа субвенционирани, односно не беа одбрани во овој квартал, грешката е наоѓаат кај жирито и некомпетентноста на жирито. Како сте станува член на жири? Ете, да ја објаснам и сета постапка, таа постапка е регламентирана во законот. Така? МРТВ распишува конкурс на почетокот на секоја година, во кој што прибира членови на поширок список за избор на комисија. Так. Тој список е од 40 до 50 души секоја година. Има критериуми што се пропишани во законот, тоест конкурираат изведувачи, да имаат издадено албуми, концерти, конкурираат продуценти, да имаат продуцирано песни, конкурираат музички уредници, да имаат барем минимум 5 години искуство
во областа која што ја работа, значи има критериум. Така. Проблем е што во таа комисија не се пријавуваат многу луѓе и не се пријавуваат врвните уметници во Македонија. Не се пријавуваат поради тоа што или тоа им изгледа многу работа, не се доволно платени, затоа што наградата за за учество во комисијата е само 10 или денари. Така. Ако се одбија 10% Дали ви ги данок, исплатија средствата, бидејќи лани имаше ми ги исплатија со закаснување 9.000, 9 наместо 10, затоа што персонален данок се задолжува и државата сака да земе 1000 денари. Од тие 9.000 јас изгледа не видов ништо, затоа што ги потрошив за патни трошоци. Едно 4-5 пати доаѓав со автобус во Скопје, а првиот пат дојдов со такси. Затоа што ти се јавуваат во 11 часот и очекуваат ти во 1 часот да бидеш тука присутен и да почнеш со работа. Така. Голема грешка во законот е што се бара комисијата да се состане одма, веднаш, за 2 часа и во 24 часа да одлучи. Тоа физички не е возможно. толку брзо, извине. Законот така пропишува, Колку и работа. ама тоа никоја комисија до сега не го изреализирала за 24 часа. Значи, овие перипетии околу решавањето траат по месец дена, можеби и повеќе. Значи, секоја комисија го нарушува законот. Секоја комисија до сега го нарушувала законот. Во однос на изборот на комисијата да завршам. Значи се избира поширок список за избор на комисија, од тој поширок список 50, 40 или 50 души, по лотариски систем МРТВ избира 7 души за секој конкретен квартален конкурс. Најчесто тие членови од комисијата се од Скопје или околу Скопје, затоа што тие од провинција тешко можат да дојдат. Еве, мене ми се јавиле 3 пати досега и само еднаш кога сум дошол јас. Добро, тоа не е провинција, тоа се градови надвор, мислам подалечни од Скопје, така што подалечни да ги кажеме, ни треба време тоа не е провинција, да стигнеме 3-4 часа минимум. Така. Сега ќе ве прашам, чувствувам грижа на совест и јас на некој начин сум одговорен за тоа што ова неуметничко недело беше наградено со буџетски пари. Се однесува на песната од господинот Канго, поточно за Аманет, велите неуметнично, нападно. Нападно. Да. Тоа што го читате тука, тоа е мој субјективен став. Значи јас како досега зборував како член на комисијата, а ова што го напишав е како слушател од другата страна. Треба да знае публиката дека претходно јас немав увид во тоа што каков аудиоматеријал има подготвено Канго. Конкретно наоѓам големи недовршености во овој материјал што е објавен од страна на господинот Симеон Иванов. Ја не знам како прво ти идеш да конкурираш без да знаеш за што се работи, за каква песна, за кој спот. Така беше законот, нели? Законот пропишува дека звездите не доставуваат снимки, не даваат снимки, само даваат податоци во однос на тоа, дозволете, во однос на тоа колку во текот на кариерата имале концерти во државата, колку концерти имале надвор од државата, колку изданија имале во државата, колку надвор од државата, колку имале награди добиено. Еве да речеме господинот Симеон Иванов пишал дека има 7 албуми издадено. Нели? Ние како комисија немавме начин да провериме дали тој навистина има издадено 7 албуми. Господинот Симеон кажа дека има 450 концерти во неговата кариера. Дали имате 450 концерти? Енормна бројка. Се факти може да ги донесе. Зошто не ги донесе? Да видиме кои се тие, барем да видиме кои се концерти за кои зборувавме, односно за кои каже господинот Коста дека вие сте ги запишале во тој лист кој сте го однеле до Министерството за култура. 450 концерти во 50 години. Сега знам дека ништо не знам. Значи, кога направив првата песма до сега, не можам да ги памтам сите мои концерти. Добро, колку публика сте имале на концерти? Дадов еден преглед. Може би сум направил, викам, 10.000 свирки. Може би 1000 концерти, кај што имало, да речеме, 500 луѓе. Може би 300 концерти, кај што имало 1000 луѓе. И може би 10 концерти, кај што имало 20.000 луѓе. Добро. Последните свирки ги спомнам. Бев жири комисија во
Софија близу на македонско-бугарско рок Има и сдружение. тука конкретно, се извинувам што Конкретно, конкретно. Да бидеме конкретни. Имаше публика околу 1000 луѓе. Добро. Бев жири комисија со предизвик Канго направи и ти дел од твоите творби. Ги свирев. Сте биле бев жири во комисија, Холандија. зборуваме за соло настапи, Кај што имаше закон и 1000 луѓе. Кај што имаше 1000 луѓе. Дали Кај се што работи за лично соло настапи, господине Канго? Јас се соло настап Така. со мој бенд, Добро. а понекогаш сам. Добро. Со Господине придруж- Коста, само да прецизираме, како вели законот кога сме кај свирките? Односно концертите, соло настапи. Концертите, законот регламентира дека треба да бидат за соло настап, односно солистички концерт, се смета концерт кој е одржан од изведувач во живо, во придружена вокално-инструментална група, состав на изведувачи, со сценографија, озвучување, во сала со капацитет од најмалку 700 седишта. Колку, Дали јас се така прашувам ги земавте колку бројките такви на сали има во концертите или не? Македонија? Така, значи, веројатно имам повеќе од 350 или 400 концерти, што сум ги свирал кај повеќе од 1000 луѓе. Веројатно. Али јас водам дневник на настаните. Но сепак исто така одговарате пред законот затоа што тоа го носите на Одговарам. нотор. И второ, А сега не сте сигурни. второ да докажам. Јас кога почнав да свирам, свирев во разни постави, од кафани, свадби, тогаш имаше игранки и на крајот сватив дека сам морам да влечам работата, зашто во мало место не можеш да најдеш истомисленици. Тоа ме направи да бидам силен, да обстанам до денес. А сите оние што во мене гледат сатана, во мене гледат зло, дека плюкам и дека оградисувам. Јас сум, дозволи колега, Да не бегаме од кога темата, зборуваш, затоа што времето ни е многу не кратко. бегам од господине. времето. Јас сум Времето обседнат. ни е кратко, а темата е Јас долга, сум за да бидеме обседнат концизни. Дали од имате светлината. Така, господине Канго, дали имате всушност 450 настапи како што сте навеле под овие услови кои ги презентираше господинот Коста, Имам. кои ги вели законот? Имам. Добро, тоа ме интересираше. Дали може да наброиме барем неколку од нив, бидејќи 450 настапи реално се голема бројка. Разговаравме и со Панчо Денка на оваа тема. Не сум сигурен дали 450 пишува, ама 300 сигурно пишува. 450. Вака јас да ви кажам една И статистика. Јас идам по пред 2 свадби. години сум заборавил што сум. Господин, да ви кажам, јас идам по свадби. Кај нас пример сезона е 7-8 месец да Така, да бидеме правиме концизни, една само кратки околу. статистика. Да, многу кратка. За тие 2 месеци 30 свадби. Така, тоа ви се 30 соло настапи, 30 според законот. соло настапи. Јас за тие треба 10 години, ама тие свадбите се прават, а концерти не се прави секој ден. Овдека Јас се зборуваме за чудам соло. како може 450 концерти и се извинувам, пошто јас не Одговарам. ве знам, јас прв пат ве видов у Facebook за кого се работи, пошто јас Може ли повеќе јас сега слушам. да кажам? Ајде Ама јас- повелете, господине Коста, за да прецизираме. Ве Тешко разбирам. е 450 концерта, еден човек, а јас не го знам. Да Да не не се се расплинуваме Така, повеле. со разговорот. Значи, конкретно грешката е во законот. Законот не пропишал точно на кој начин да се процени дали овој изведувач што конкурира има толку концерти или нема толку концерти. Секој изведувач со своите документи поднесува и нотарски заверена изјава за веродостојност на податоци. Секој од нас кога бил изведувач, кога сме изведувачи, го пополнуваме тоа. Ама комисијата од другата страна нема начин да докаже дека Канго немал толку концерти. Нема начин да докажеме дека Канго немал 450 концерти. Што е вашето мислење? Погрешно е поставена работата. Значи би требало Канго да докаже дека имал 450. Како би докажале, господине Канго? Вака. Ја мислам дека не е проблемот до господинот Канго, проблемот е во законот. Така, Овај може да каже и 10.000 настапа сум Или имал. примерно да речеме Не го пропишал хипотетички тоа. земено, Да. законот сега да вели да се всушност да се докаже дека има 450 концерти, затоа го прашувам господинот Канго, како би докажале ако тоа го законот нема вели како дека да се докаже. треба всушност? Еве сега да ме слушат колегите. Ајде. Одговарам во името на судот на честа. Пошто јас во животот не направив ништо. Освен што имам Да семејство, бидеме 3 кратки, керки, внуци. господине Канго, затоа што Али стварно моите не сме- дела Добро. зборуваат повеќе него јас. Моите дела ќе умреа ако не беше ова Господине последната Канго, прашањето аманет. е така. Заради аманет јас сум на судот на честа. Зошто? Па ти најди ми сега некој друг што направил повеќе од мене. Најди ми, јас одмах харикирики извршам. Колега мој, Не зборуваме за
толку не паѓаш. зборуваме не се негираме меѓу себе, туку Па го знам дека не ме кажуваме негираш, ама како своето можеш, размислување. ало, како Секој- можеш да не сватиш дека секој- јас сум носител на текст, музика, Да не се- аранжман, пеам, свирам и играм. Да не И го се претвориме, опивам да не го од претвориме таквите во како расправа. тебе. Да не го претвориме во расправа. Кој си ти? Значи нема начин. Ти е криво. Јас бев по комисијата. Што си направил? Јас бев по комисијата. нивото на Јас бев по култура. комисијата кога ви дека беа си јак. доделени 9000 евра. Не сум знаел, Значи јас подобро учествував да со не мој знам. подпис. И Со подобро мој да не подпис. знам. Јас Си бил учествував по против тоа. мене, нели? Па нормално. Чим ви се доделени средствата, значи нормално. сум бил на ваша страна. И што ти е толку криво дека сум Не, добил јас? не, А знаеш ли што? да не спуштаме Јас, ако не ги нивото на- добиев овие, нивото на само да дебатата, кажам, Јас од почеток кажав сакам да бидем културен, да не Ако не кажам, ама ова е добие. Така, некултурно господине Канкове, однесување. само Ако му се обраќаш да го него, задржиме јас само сум нивото во на оваа страна. култура, инаку слободно може да се дискутира меѓу себе, затоа сте тука. Повелете, господине, не останете не Значи, тоа е голем проблем во законот. Би требало Министерството да биде поагилно и да, како овој проблем во законот, така и другите, еве, сега нема време јас да ги кажам така. сите Веќе недоследности сме во во законот. 57 минути. Да. Конкретно, еве и во однос на Канго спомнав, 450. На истиот конкурс во народна музика конкурираше Виолета Томовска, госпоѓата Виолета Томовска, со 4100 концерти. Што е енормна бројка. Ми кажаа дека предходно 4100. Предходно конкурирала госпоѓата Есма Реджепова со 12000 концерти. Тоа се енормни бројки во секој Значи нешто што не може да се постигне во еден живот, па и 60 години кариера да имаш, тоа значи дека секој ден, Кога пееш дома можеш да пишуваш секој концерт. Божји ден што си го живеел, треба да имаш концерт пред 700 луѓе, што не е изводливо. Да не се лажеме. Да демантирам Значи, нешто. законот ова го дозволува. Тоа е Само да голема му дадеме негативност на во законот. господинот Канго, повелете. Есма Реджепова е кочанска снаа. Ги пеев низините песми, зашто Стеван Теодосиевски ми е Така, роднина. господине, тоа Јас е на велев страна, мал. ќе го оставиме, ќе дојдете нареден пат, ќе разговараме на Есма темата. најмногу пее изворни песни Така, и себе најмногу собствени Надвор сме од темата. напишани. Надвор сме од темата. Јас, Да можеме да дадеме дозволи, заклучок кога на темата, правам концерт, во своји втора- песни свирам јас. 2 минути до крај. Не свирам туги. Така. 2 минути до крај. Да конкретизираме. Композиции со математички формули и коефициенти. Одговоривте на прашањето. Бројот на концерти не го одговоривте како би го докажале. Во случај да законот вели докажи го бројот на концерти, соло настапи кои ги имате изведено. Има ли начин или нема и начин? Има начин. Кој? Значи, јас секогаш настапувам како Канго рокерот. Така. Секогаш изведувам 90% од мојот репертоар, мои собствени Така, но како песни. би се докажало пред еве жирито, ако треба да му се докаже на жирито? На свадби не свирам, на кафани, во кафани не свирам, само како Канго рокерот, не баре Бора Чорба свире со Чорба Се бендот. споредувате ли со него? Генерацијски сме. Добро. Не се споредувам на тој начин, зашто Канго од Кочани и од И Македонија поголем или помал од Бора Чорба? не може од Македонија македончето да стане голем. Освен Симо Трпчевски, што го знае цел кажам свет, нешто. оперскиот пејач, а друго да ви кажам. Господине Канго, веќе сме 59 минута. Идниот Молам да пат- дадам до завршен идниот пат збор на веројатно господинот ќе биде Кеписник, многу. кој е денешен наш Мене- гостен исто така. Знаеш Повелете. што ми е интересно, дека македонскиот народ е многу паметен и што ми излезе ова песна, знаеш, излегува со петиција, тако некако слушав, пошто знаеш да им дават пензија да не пее веќе. Така. А кај пример, кај нас е нешто, знаеш, ние не излегуваме ни протести, тоа ми е малку чудно и ја мислам Мислите ли дека дека треба да се организираат протести за ваква работа? Ја мислам дека петициите добри, тоа е граѓанско мислење и мислам пошто овде е проблемот со законите, со државата, пошто секој тој што тапа усреде центар со некој мало циганче, извини што се одразувам Ром. вака, може Така. да иде и да каже сум имал 1000 настапи, пошто тој вистина има настапи и го гледат повеќе луѓе него отколку мене. Така, господине Кеписник, веќе сме на крајот. Ви извини, благодарам и добро. на вас. Повелете господине Благодарам. Коста за крајен збор. Значи, сакам јавноста да знае дека решение од ова ситуација има две. Првото решение лежи кај Министерството за култура, да го преработи овој закон и да донесе негови измени, значи да ги отклони грешките што се Така. направени. Второто решение е во Македонска радиотелевизија, таа што го спроведува законот. Така. Со транспарентност
да ги на јавноста да ја покаже како е решавано, врз основа на кои критериуми е решавано. Добро. Односно, во секој конкурс треба да биде објавуван и бодовникот за тоа кој како гласал и кој колку поени добил. Може уште една минута. Уште една реченица, извемувам, Значи, според треба да почнеме со прежвести. тоа што ни го дозволува законот, има закон за слободен достап до информации. Јас како физичко лице се обратив до МРТВ пред еден месец и барав од МРТВ да ми бидат и дадени сите тие информации за прошлиот конкурс. За прошлиот конкурс, јас ги барам сите информации. Ово е мој јавен повик до МРТВ да ми овозможи таков увид. Исто така имам уште едно барање до МРТВ, како барање правна поука. Во на секое решение што го добива човек, како и решение на комисија, би требало да има правна поука. Што да се прави ако некој не е задоволен? И уште едно барање имам до Министерството, писмено доставено, во кое што барам да повнимателно да го разгледаат решавањето на конкурсот, затоа што Министерството е надлежно за таа работа. Господин, ви се заблагодарувам на двајцата што бевте мои гости. Господин Канго, како моје последно прашање, се надам дека бидете конкретен и јасен. Имаше петиција на социјалните мрежи кои велат овие средства кои вие сте ги добиле, тоа да се 9000 евра, да ги вложите во реконструкција на некој дом за деца без родители или пак во некоја институција каде што е потребно, дали би го направиле тоа или не? Вака. Кратко и јасно ви И да замолам. сакав, не можам, зашто по конкурсот имам обврски. 1500 евра треба да дадам за аудио снимање. 1500 евра оде за видео снимање. И дел оди за текст, музика, аранжман. Така, но вие сте во секој случај... За изведувач, да речеме, не треба. Така, вие се потпишувате на повеќето од деловите. И мора да дадеш отчет. Така. Али 9000 евра за две номери, не се за една. Дали ви поднале барање до Министерството за култура, примерно, за да ви може префинансирање на тие средства? Доколку бидева можност, дали тоа би го направили? Да префинансирање да ги дадат средствата на друга институција? Нема можност, не се работи. Дозволи, не се работи само за мене, тоа е став за сите. По законот, што колегата го цитира. Не можам јас да правам прекршок. Морам да го направам она во чии услови ми го дале тоа. Така. 4.500 евра е за едната номера, 4.500 за другата. Арно пишуваше пред Нова година. Адриан Гаџа и Канго добиле 9000 евра за две песни, а не за една. Благодарам, така, знаеме. А не е за една. Не е, кажавме на самиот И почеток. друго, не можам да ги поклонам, зашто морам да ги дадам на студиото, кое во озаконето кај нотар. Мора да кажам каде, во кое студио ги снимам. И морам да ги прикажам парите дека сум ги пратил. Господине Канго, ќе ви се заблагодарам што бевте денешен Ако ме разбрав. Ве разбравме Парите не се јавноста. само мои. Така, ве разбравме. Господине Канго, ви се А заблагодарам. и он знае дека не се Господине само Писник, ви наши. благодарам за вашето гостување и господине Коста. Знаеш, има малце студија што работат за 1500 евра аудио. Тоа е више обемна тема, треба да дискутираме некој нареден пат. Останете на оваа фреквенција, следуваат Флеш Ньюс со Еви Шкопи.